почитувани пратенички и пратеници, представници на граѓанските организации и поединци, представници на медиумите, тие што добро ме познаваат, знаат колку сум поддржувач на парламентарната демократија и се чувствувам привилегирано што можам денеска да зборувам. Ќе зборувам таков како што ме знаат сите, без рамката што ми ја даде господинот Ѓорчев и насоките во кои што треба да се движиме, што ги даде. Господинот Ѓорчев сме биле заедно и сме имале заеднички настапи во промоцијата на Македонија во Соединетите Американски држави. Ама кога ќе се врати овде во собранието за станало времето и кога да не сум отсуствувал толку години од собранието. Она што сакам да кажам е последната реченица што ја кажа господинот Ѓорчев, а тоа е овој проблем може да се реши само заеднички. И јас кога го кажувам тоа, сакам да напоменам две работи. Нити барам алиби, нити бегам од одговорност. Ова е заеднички проблем кој што секој може да придонесе соодветно. Се разбира, најголемата одговорност ја носат институциите. Но добрата пракса од секаде покажа дека заедничкото решавање е најдобро решение и јас така и ќе зборувам денеска. Се разбира, ќе ми дозволите да искоментирам оно што беше кажано во интерес на вистината и во интерес на јавноста. При тоа, се покажува дека темата животна средина, бидејќи дека тангира здравјето, и оно што мислам дека треба да го смениме како перцепција во нашата држава. Например, кога фрлате хартивче на улица, не му велите на детето дека тоа е некултурно. Кажете му дека тоа е загадува средината. Значи ни треба таков пресврт во државата. И бидејќи се работи за здравјето, за жал најподатливо е можеби некој мисли да се влечат политички поени. Сакам да ви уверам, популизмот во решавањето на оваа работа не помага. Нити воздухот ќе биде почист, нити ќе се добијат политички поени. Бидејќи многу јасна е сликата. За жал, денеска сме тука врз база на информација која што е поприлично неточна, невистинита, крајно паушална и несериозна. И тоа ќе го аргументирам во неколку чекори. Велите со извештајот на Европската агенција за животна средина, еве го тој извештај, дека Македонија е најзагадена држава, една од најзагаданите. Да. И тука пишува на првата страница, овие податоци се однесуваат на 2015 и 2016 година. Значи, сакам да информирам до медиумите дека податоците на кои што се повикува во информацијата дека СДСМ е крив за воздухот во 2018 година се податоци од 2015 и 2016 година. И знам дека господинот Ѓорчев не ја пишал информацијата, бидејќи има катастрофални Google Translate преводи, што не сакам да ги кажам сега, бидејќи мислам дека тоа не е место. Многу смешни, ама еве не ги споменувам денеска. Бидејќи тоа не помага во решавањето на проблемот. Дека е загадено, загадено е. Дека е штетно. И затоа се зафативме со планот за чист воздух. Втора работа. Во информацијата пишува, исто апсолутно мислам неточно, но ќе го кажам. Алармантен е податокот кога во општина Ѓорче Петров беа измерени рекордни 1999 PM честици на метар кубен. Прво, таква мерка нема. PM честици на метар кубен. Ама ќе биде коректно да го прочитате авторот на апликацијата Мој воздух, кој што вели дека толку високи мерења во само неколку одредени инстанции се скоро сигурна грешка или статистички нерелевантни, читај, се заглавило прашина во сензорот или оган бил запален веднаш до него. Инаку, господине Ѓорчев и почитувани присутни, на 2000 микрограми по метар кубен нема да шетат живи луѓе околу.
Сериозност ни треба. Или пак, кој е тој што отвара паника на патот на Македонија? На кого му треба да создава паника меѓу населението? Не постои земја членка на Европската Унија што користи нискобуџетни сензори за државна мерење и градење политика. Значи не постои. Затоа се скапи. Затоа ни се сите во Македонија од пријателите од меѓународната заедница. Зошто ова скапа работа? Зошто нискобуџетниот филтер може ова да ви направи. И тогаш некој да го злоупотребува тоа и да шири паника меѓу населението. На кој му одговара тоа? Тоа е придонесот обратен што треба да го правиме сите заеднички во една држава. И толку од информацијата. Затоа велам. Јас ќе додадам неколку факти. Податоците за квалитетот на воздухот 2015, 16, 17 и 18 година. Број на денови на среднодневни концентрации надгранични вредности се помали во сите 18 мерни станици. Во сите. Ги имате можам да ги доставам, ги имате и на страницата на Министерството. Центарот 6327, Газибаба од 5649, Карпош од 5431 и така натаму и така натаму. Значи сите се помали, а дека е загадено, загадено е. И дека треба да бараме решенија, мораме да бараме решенија. Но ова е вистината. И последните 11 дена, кога нема загадување, исто да ширите дезинформации, да повикувате деца да не одат на училиште, е исто злонамерно, тенденциозно и шири паника. Сакам да им укажам на јавност. Ако е незагадено во денот, не ставајте маска на детето. Тоа повеќе му штети, отколку што му користи. Не влегувајте во популизмот. Не зборувам кога е загадено. Кога не е загадено, маската ќе му штети, нема да му помогне. Затоа, овде очекував да има присутни повеќе од академската заедница. Зашто оваа работа се решава со наука. Ова е потврдена работа во светот на борбата со животната средина. Дека борбата за животна средина, здрава животна средина се базира врз аргументи и наука. Оти политиката, популизмот, меѓусебните обвинувања нема да помогнат многу. Она што треба да не загрижува, а тоа е дека над 90% од емисиите на PM2,5 частичките и PM10, и не кажувајте дека се канцерогени сите. Поленот е PM10 частичка. Тој не е канцероген. Не создавајте паника. Создаваат други ефекти за жал. Ама не. Или гледам канцероген чат. Тоа е за Нобелова награда. Човек што има сензор во окото што може да процени дека чадот е канцероген е за Нобелова награда. За жал нема таков човек. Може би со вештачката интелигенција ќе се појави. Она што е допринесува во овие PM10 и PM2,5. Клучно е грејењето на дрва, за жал. Граѓаните не сакат да загадуваат, ама заради ниската калорична моќ на дрвата, беги некој им ги продава водени, за да тежат повеќе. Тие се приморани да стават некој пластика, некој искористено моторно масло. Тоа најмногу штети на децата во таа куќа, после на комшиите. И тука ни треба помош од невладините организации, го кажав тој и Сабајле, го повторувам секогаш. Ке наведам 7 држави во Европа, каде што граѓанските организации се вклучуваат баш во ваква кампања. Граѓаните ги изгубиле довербата можеби во државните институции, не сакаат политички расправи и за животната средина. Ама учествуваат во процес во кој што ќе тропнат на врата и ќе им кажат на луѓето: луѓе, се греете на јаглен, тоа најмногу му смета на вашето дете. Ајде да го донесеме заеднички, да потпишеме закон за забрана на користење на јаглен за затоплувањето. И да не градимо тоа да бркаме социјално ранливи категории па да ги подбуцнуваме за политички поени. Доволно ќе беше
Доволно ќе беше, јас сакам да го поздравам парламентарниот институт, го сметам како мое чедо, навистина, кој што во 2016 година подготвил за пратениците политика и мерки. И првиот пример што го дава е Берлин, да се движат возила во центарот на градот, кои не смеат, кои не ги исполнуваат стандардите, сите возила мора да имат налепници. Зарем тие ги обележуваат луѓето? Ги дискриминираат? Сакате Лондон, кој град сакате? Ама првиот ќе го прочитам. Доволно беше ова да го прочитате. Бидејќи некој што ви го подготвил тука, не сте го виделе и немаше да ги кажувате овие работи. Второ, за жал со грењето на дрво годишно се трошат 317.000 тона дрва или колку што е целоводно. Во цела Македонија 1.100.000 метри кубни. Ниската енергетска ефикасност на скоро 90% од индивидуалните куќи во Скопскиот агломерацијски регион ја зголемува потрошувачката на енергија од 30 до 50%. За жал, имаме и неконтролирана градба во општините и секој дневно просекот е од прилика 30.000 возила влегуваат во центарот на градот, односно престојуваат меѓу 11 и 13 часот, за жал најчесто со еден возач внатре. И затоа немаше дилема за владата на Република Македонија. Јас сум, мислам, најстар од нашата партија во владата. Мене не ми треба да се гребам или додворувам. Сакам да ви укажам дека стратешката определба, стратешкиот одлука ова да стане стратешко определба на владата е лично и најмногу заслуга на премиерот Заев. Значи, по многу години, од 96-та во политиката, не сум го сакал зборот за прв пат. Ама е факт дека ова станува за прв пат во буџетот. Програма на владата на Република Македонија за намалување на аерозагадувањето. Тоа што значи? Не зависи кој е министер во животна средина или заменик, не зависи која влада има мандат, бидејќи тоа важи за цел живот веќе. Значи, се отвара едно ново поглавје во третирањето на животната средина во делот на аерозагадувањето. И за прв пат има одвоено 1,5 милиони евра. Дали е доволно? Не е доволно. Ама со 1,5 милиони евра ќе ве уверам дека може да се направат многу работи. И ќе дадам некои примери. Лани се сложувам под притисок на граѓанските организации се зголеми буџетот на животната средина. Во интерес на вистината да ги кажам сите работи. 2016 завршило Министерството за животна средина со 393 милиона. Сега имаме 550 милиона. Ама вие го гласате ова. Вие треба да ги знаете овие податоци, не да ја манипулирате јавност. Овие пари се различни од овие што се 1,5 милиони само за справување со аерозагадувањето, а вкупно за животна средина има околу 22 милиони евра, кои што се во различни програми, не само во делот на животната средина. Ваквата јасно изразена политичка волја, јасното алоцирање на средства, независењето од поединци, туку стратешкиот пристап, отвори понуда на соработка со меѓународните финансиски институции. Мене ме радува што веќе различните единици на представниците на Обединетите нации формираат таск форс за поддршка на планот за чист воздух. Дека веќе со две меѓународни организации ги дефинираме проектите во 2019 за планот за чист воздух. Лани со притисок и со соработка со граѓанските организации, невладините организации се уфрли во буџетот посебна програма за аерозагадувањето, но во рамки на Министерството. Видовме дека тоа треба да биде третирано на државно ниво и на владино ниво и затоа се трансферираше во владина програма каде што премиерот ги предводи тие работи. Планот за чист воздух има неколку компоненти, делот на мониторинг, инспекции, кампањи, активности против загадувањето во делот на домашно затоплување, транспорт, индустрија, отпад и стимулирање на урбаното зеленило. Во интерес на времето
ќе се навратам само на ќе потенцирам две работи. Граѓаните, реков, не сакаат да загадуваат. Ниската социјална структура, ниското ниво на достапност на одредени технологии ги приморува тие да користат и нееколошки средства за загадување. Но државата е тука што треба да понуди алтернатива. Планот за чист воздух ја нуди таа алтернатива. И затоа државата мора да биде пример. Започнуваме на замена на типот на загревање во сите јавни институции кои што користат мазут или нафта. Овај план ќе започне со градинките, основните училишта, здравствените установи, а првиот пример набрзо ќе биде студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу, кој што се наоѓа во центарот на градот. Кој што некој од некакви причини го префрлил на нафта, да ги загадува студентите внатре, да ја загадува околината. Тоа ќе го направиме и ќе го префрлиме на еколошки извор на загревање. Ќе помогнеме многу повеќе она што беше кажано, не да ги субвенционираме, ние ќе ги набавиме. За почеток 800 домаќинства во Скопје, 150 во Битола, 150 во Тетово. Ќе добијат од државата наместо печката на дрва инвертори, за да може зимно време да не се загадуваат внатре, да не ја загадуваат околината, а како додадена вредност летно време и да се ладат. Планот двогодишниот опфаќа враќање на 10.000 граѓани приклучоци на централното парно грејање. 20.000 печки да се заменат со еколошки извори на загревање. За 10.000 семејства и индивидуални објекти да ја промениме енергетската ефикасност. 20.000 инвертори ќе се набават за домаќинствата кои што користат нееколошки извори на загревање и објекти 3.000 кои што ќе бидат дел од гасната инфраструктура или гасификацијата на државата. Во делот на урбаното зеленило ќе прерипам некои работи, реков во интерес на времето да бидеме повеќе присутни сите. Во делот на урбаното зеленило, планот за средствата кои што се добиваат од гасификацијата на водното вклучува 15.000 садници веќе дефинирани и по тип и по локација. Го поддржуваме проектот на Земјоделскиот факултет за наука и храна и Шумарскиот факултет Зелен лист воздух чист. Замислете, еден податок ќе дадам. 1700 садници се планираат во сите, да се засадат во сите градинки во Скопје. Тие чинат 9.000 евра, колку 18, повторувам, 18 купени палми во претходниот период. Ние овој проект ќе го поддржиме со двојно зголемување на бројот на садници. Никој не ги прашал од академската заедница, од Шумарскиот и од Земјоделскиот факултет. Луѓе, имате решение, знаете вие. Вире палма во Скопје. Повторувам, 1700 садници знаат да произведат. Науката за исто пари, колку што се дадени за 18 палми во Скопје. Почитувани, борбата за здрава животна средина и чист воздух, реков, не трпи популизам. Не се прави со фейк ньюс, со свесно креирање паника, нити воздухот ќе биде чист, нити ќе ќари некои политички поени. Затоа замолувам, апелирам на заедничка акција, заедно да се пуштиме по домовите, да им укажеме дека начинот на загревање им штети најмногу на нивните деца. Да влеземе во медиумскиот простор со заеднички предлози, без да ќеруваме политички поени, еве да ги земиме тие што парламентарниот институт ги спремил за сите пратеници. Заедно да ги предложиме законите кои што се можеби строги, но кои што носат решение. Јас сум свесен дека јавната функција е изложена на критики, тоа е нормално, се разбира речникот и нивото зависи од секој што го патува.
Но сакам да ве уверам во две работи. Ова функција е привремена, сите сме менливи, минливи и сега сме тука, после нема да бидеме во некоја позиција. Но ќе ве уверам дека без разлика каде и да бидам, мислам во Македонија, за разлика од оние погласните на социјалните мрежи што живеат во Истанбул, Берлин, Америка, Австралија, ние што сме останали овде, постојано ќе се борам за овој план. Зошто? Зошто овој план е реален, кредибилен, направен во соработка со академската заедница и многу предлози на граѓанските организации ги вклопува. И овој план знам дека ќе донесе резултат. Ја прифаќам било која критика, јас свесен сум за одговорноста, само немојте да му убедувате дека некој поише сака ќерка ми од мене. Затоа воздухот, пошто е ист, ви гарантирам ќе биде чист.